Собранието побара од надлежните институции и од безбедносните служби информации за работата и производите на домашната компанија Cytrox, која од пред неколку дена се најде на американската црна листа. По ваквиот чекор на Вашингтон, активностите на Cytrox, поврзани со изработката на елементи за Predator, софтвер со кој се инфицираат мобилни уреди, го привлече и вниманието на пратениците кои на денешната седница на Комисијата за следење на работата на државните безбедносни агенции го отворија ова прашање и го прифатија предлогот за добивање дополнителни информации за Cytrox. Во информацијата покрај другото да се опфатат и следните елементи. Кои фирми се вклучени во производство и продажба на системи, зборуваме фирми во нашата држава, дали нашите служби ги поседуваат и користат вакви системи, дали вакви системи поседуваат поединци, натаму мокни компании, посебно е битно дали некој од политичките партии има вакви системи, истите ги злоупотребува. За некои странски држави, производството на овој софтвер во нашата држава, во Македонија, е сакана за националната безбедност, а за нас самите очигледно дека нашите институции сметаат дека тоа не е. И тоа води само на два факти, укажува на два факти. Тоа е прво дека свесно се употребува тој софтвер во Република Македонија, значи свесно се употребува и затоа се бега од вистината, или пак несвесно, односно се употребува, а институциите не се свесни дека таков софтвер имаме во употреба. Прашањата за Cytrox, програмата Predator и можната употреба на овој шпионски софтвер и во земјава од собранието се префрлија и во партиските седишта. Опозицијата прашува како надлежните не знаеле за активностите на Cytrox и зошто нема реакција од обвинителството и по одлуката на Вашингтон за ставање на оваа компанија на црната листа. Ковачевски и Спасовски треба да одговорат како е возможно во Македонија со години да се развива шпионски софтвер за кој НАТО и САД се против, а власта ништо да не преземе. Ова е доказ дека власта е лицемерна и само за бледа реторика ги користи НАТО, ЕУ и САД. А кога треба да се направи профит, не име гајле за никој од нашите стратешки партнери. Cytrox, според истражувањата, е дел од групација која се занимава со изработка на ваков тип на софтвер и ја менаџираат лица израелски државјани. Во земјава доминатата година Cytrox ја водеше Иво Малинковски, чие семејство има бизнис со продажба на оружје и воена опрема, како и водење винарија. Утврдено е дека Predator бил користен за следење на египетски опозицијски политичари, но и за прислушување опозиционери и новинари во соседна Грција. Бирото за индустрија и безбедност на Министерството за трговија на САД ја стави Cytrox на својата црна листа заедно со уште 3 фирми од Грција, Унгарија и од Ирска, со образложение дека се санкционирани поради обиди да добијат пристап до информацијски системи со цел да ја загрозат приватноста и безбедноста на поединци и организации низ светот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.